Каснам со емисијата заради дебатата која што ја имав со Бетмен, со Богдан, кај мечка на фан страната. Така да во моментов прво е, пошто Бетмен, да кажам, не ме замоли, ми кажа да сум го кажал ставот на мој на психоманија, а знам дека истиот став и на Инфомакс како медиум за референдумот кој што беше жестоко нападнат од мене кога го предложи ВМРО и исто така жестоко нападнат кога го предлага Левица, од проста причина што референдум како референдум е само бегање од одговорноста. Бегање од народот, бегање од буквално се во политичкиот живот, нормалниот политички живот во Република Македонија. Значи, да бидам појасен, за да ме разбере Бетмен што кажувам, а тоа е дека референдум на Македонија во врска со идентитет, во врска со бугарски договор, со француски предлог, со било какви такви некои прашања без везе, се буквално без везе. Затоа што, прво, не може да се собере бројка за цензус, за да биде успешен референдумот. Прва работа, втора работа, референдум не се избори, па ајде сега ќе се тркаме ако имаме повеќе од 600.000 гласа, ќе биде како минатиот референдум и ќе биде дека имало повише гласови, иако бил неуспешен референдумот. Со неуспешен референдум е неуспешен референдумот, колку сакаш ти има и повеќе од 600.000 гласа. Така е и ова сега, као божемски ќе играме византиски игри или не знам какви игри, демек сега ќе поставуваме прашање, кое што прашање ќе ги зезне овие од СДС и ајде да видиме кој е за Европска Унија, ако гласаш за или ако гласаш против, си за или си против Европска Унија, не знам што. Што мајка бараме у Европска Унија, бе, пријателju? Што бараме тамо каде што буквално не негираат? Ете. Друга работа е зашто уопште референдум да се прави? Нема што, прашањето е кратко и јасно. Дали си за ЕУ или не? Точка. Да, не. Што ќе филозофираме сега во врска со она, во врска со вака, во врска со така? Нема врска. Е така, значи референдум во Македонија, кој да го иницира, е идиот. Без разлика дали е Христијан Мицковски или Димитар Апасиев. Без разлика дали е ВМРО ДПМН или Левица. Од друга страна, викаш, не те интересирало јас како сум ги поимал големините на партиите. Не јас. Општо, сегдека во светот, големина на партија се гледа на избори. Колку гласови добиле на тие избори и колку пратенички места освоиле. Значи, партија која што е 31 година, како што е ВМРО ДПМН, која што има преку 300.000 гласови на избори, тоа е голема партија. Поточно, најголема партија во Македонија. Партија која што има 100.000 гласови, како што е Левица, тоа е мала партија. Пошто има само двајца пратеници. И баш кај што ВМРО ДПМН е 31 година, а Левица е од вчера партија, 2-3 години има таа партија. Како можеш да ги споредиш тие две работи, само не ми јасно? Како можеш да се плашиш од партија од вчера, бе, пријатели? И еден друг тамо пишал, многу јако влегол мечка у кривина.
Па како нема да влезе у кривина, јако кога пред него има дупка, која се вика Христијан Мицкоски? Што треба да падне у дупката? На што личи? И дали ти е сега јасен ставот? И мој, и на Инфомакс. Дека референдум е најидиотска работа во Македонија. Без разлика кој го предлага. Да, беда е, идиотизам е, немање инвентивност е референдум. Референдум, и тогаш кажав, и сега кажувам, исклучиво референдум за Македонија се избори. Кој е за бугарски предлог ќе гласа за СДС, кој е против бугарски предлог ќе гласа за ВМРО или за Левица. Толку кратко и јасно. Што ја не знам што не ти е јасно тука. Во ова ја што го зборам. И од друга страна, збор ми беше дека сакав да коментирам за од Сабајлево, на што го читав, дека многу културни луѓе имаше кои што пишуваа статуси како не им било срам на гледачите на стадион да ја свиркаат бугарската химна. Па што да ја прават, да ја пеат? Како? Они омаловажуваат како политика, како државен став, понижува дека постои уопште македонска нација, понижува со Северна Македонија, се удараат у груди, ние први ја признавме Македонија, и што со тоа? Од друга страна не понижаваат, од друга страна не блокираат, не уценуваат, мора да го направиш ова, ако сакаш да ти да... Зашто, бе? Па не ми дај подршка, кој тебе? И после тоа било говор на омраза, не знам што, антибугарско расположение. Па како да биде бугарско кога ти плюкаш, бе? Кога понижуеш? Ја мочаш цела нација на глава и сакаш да те сака. Како? Не се сите народи како ти, па да го сакам тој што ме плюка. Да го сакам тој што ми дава 2 червени. Спиро Коцев, за кратко време ВМРО ќе паѓа ово, значи таа приказ да ќе паѓа додека е Христијан Мицковски на чело на таа партија и ова раководство кое не е инвентивно и кое се дружи со комунистички одроди. Кое се дружи со душманот на политичката партија. Кога ќе се смени ова раководство, кога ќе дојде нормален човек на чело на ВМРО ДПМН, тогаш повторно ќе се врати, пак ќе си биде ВМРО ДПМН, тоа што е ВМРО ДПМН. Македонска партија на македонскиот народ. Произлезена од исконската организација ВМРО. Едноставно. Нема што поише да се замара. Така е Гоце Касаповски, зошто да ни е срам кога тие не е сапат за живи. Сака да сме бугари или да не нема. И јас исто да го зборам. Ама овие многу културниве, селјачишта, селјак е карактерна особина, не е од каде живее човекот, значи селјак, не селанец, пишуе, он бил многу културен и на него он се срамел зашто овие ја свиркале химната. Па нека се срами, бе. Нека се срами, негов проблем е. Јас не се срамам, јас ги поддржувам. Браво за сите оние кои што ја свирка химната на Бугарија. Затоа што тоа е единствен начин каде што народот може да си го каже своето. Новица, ајбе немеше баби и жаби Иван Стилковиќ за председател на ВМРО.
Иван Стилковиќ е председател на Демократска партија на Србија у Македонија, на најголемата српска партија у Македонија. Е единствен репрезент на србите во Македонија. Толку. Без разлика дали ти го сакаш или некој друг дали го поштоја. Значи, искочете и вие, како јас што искачам вака за Христијан Мицковски, вие искочете со такви работи за Иван. Кажете, он не направи тоа за Србија, ова за Србија, она за Србија, она за Србија. Не да измишљаме топла вода. Не да измишљаме сега не прднал лево, прднал десно. Не, конкретно што направил, што не направил. Затоа што додека не беше Иван Стилковиќ, ако гледаш така, ништо немаше од ова што го имаат Срби у Македонија да го има. Како го направи, он си знае. Колку дугачок возов, цели 2 вагона има. И сега ми ја утна мислата новица со Иван. Зборот ми е за химнава вчера. Јас ден предходно објавив инсерти од трето полувреме филмот, каде што и самата утакмица беше иста како на филмот. Потполно иста. Уште фалеше полицајците што се доле околу терен да ја шутираат топката. И фалеше да има митралјевски гнезда на аглите вамо кај корнерите што се. Иста сцена од филмот. Свири црвен картон, кај што нема црвен картон. Ја беше груп, ама не беше за црвен картон. Прва работа. Втора работа, свири фаули без никаква потреба. Значи, буквално, филмот Трето полувреме, утакмицата во филмот Трето полувреме, беше предскажување за оваа утакмица од вчера. Се надевам дека, се надевав, да кажем, дека гледачите на стадион ќе запеат и Море Сокол пие, за да биде комплет исто, како Трето полувреме. Добре, се вклучи и Тони Рибарот. Ќе му кажем да ја почне од почеток, да ја гледа, пошто на почеток зборам за ВМРО ДПМН. Па се очекуваше трето полувреме вчера, да, се очекуваше и се деси трето полувреме. Народот покажа и кажа и му покажа и на Ќурка и на Шилегов, овие што се слика на Северна трибина, дека не поддржуваат никаков добрососедски договор со Бугарија. Затоа што тоа не е добрососедски договор, тоа не е уопште договор. Тоа е курвинска политика. Сега јас и ги имам моите 5 минути, сега јас ти кажам, ќе биде ја како што ќе кажам. Исто како 41-а. Биле у сојуз со германците и они сега биле јаки и они ќе ни кажеле како. Па кажеле 4 години аупчко. Женета Петровска сака да се вклучи во емисија, ајде да пробам да ја вклучам. Еве, Женетче, повели. Не успела. Значи се тргнала одма. Значи да продолжам. 41-а дошле, исто биле на страна на посилниот демек, на Германија, ко сега што се на страна на, поточно не на страна, они се во Европа и сега они ќе не блокираат.
Тачно, Белјана Челик вика договор е кога двете страни се договараат, а не едната наметнува, а другата само да прифаќа овакво. Тоа се вика ултиматум. Тачно. Тоа се вика ултиматум, тоа се вика уцена. Тоа не е договор, уште помалце добрососедски. Добрососедски комшијата ми вика ти оградата 10 метра поише кај тебе таму у двор да нека влезе, ако сакаш да бидеме добри комшии. Па дај ме ти нека влезе кај тебе 10 метра и биди добар комшија. Зашо јас да бидам добар комшија? Така и Бугарија. Признаа Пиринска Македонија, нека биде автономна покрајна во Бугарија. Не мора да биде дел од Македонија. Нека биде автономна покрајна во Бугарија, Пиринска Македонија. Кратко и едноставно, добро соседство пар екселанс. И тоа. Сега вечега ми во коментари да пишете за да може да конверзираме за емисија, затоа што од сето она што сакав да го зборам денеска и за утакмицата, ајде да кажеме, мислите ми ги тргна Бетмен за да можам вака да се изјаснам за он да знае каков е ставот на мој и на Инфомакс по прашање на референдумот на левица. Пошто референдумот на ВМРО завршил. Таљо им ја одбил и они готово. Он е крив. Таљо е крив, он бил председател и готово. Па да бе, исто како војна на седницата што фрлаше филџани и све, а вие тегни рачето, место да го фати за рука и да му ја скрши руката. Или претходно, која беше, ова е пуч. Со лигавење не се прави политика. Затоа што политиката е исто како војска. Исто како војна. Војуваш со непријателот. Клин се избива со клин, не се избива со молитва. Многу ми коментираа и ми пишуваа дека многу цигари сум пушел во емисија, ама што да правам? Таква ми емисијата, уживател сум во тутун, така да Здравко, затоа не газат на сите полиња, бе брат, личи само дека не газат, не газат пошто сме сите свесни. Проблемот е што овој мора да одработува за СДС. Затоа што славејчињата од Делчево имаат пеено, не знаеш. Мислиш, дошле турците им ги извадиле очите за цело време да им е темница и они да си пеат. Испеале све. И сега као што кажуваат таму у коментарите кај Мечка и кај мене, биле уценети со кривични пријави не знам што, па самиот Мицковски има моментално 2 пријави. Најмалце 2 пријави. Кои што еве сега случајно стојат у фиока. Ај нема да кажам дека пратеник од Кичево, пријател со обвинител, дрн. Знаеме ние многу работи. Не за џабе сме ловци на манипулации. Така да, кој соработува, ќе си го покаже времето. Тони Рибарот, кој ќе изгледаш цела емисија, тогаш нема да се глупираш и да пишеш вакви глупави коментари дека според мене Мицковски бил крив за утакмицата. Затоа што нема кривец на утакмицата. Нити па спомнав за утакмицата за кривец Мицковски или ВМРО.
Така да Тони Рибарот или написе терапија, или ако си се напил си ги измешал лековите. И таквите, како Тони Рибарот, например, кои што тропаат без да размислат што тропаат, прават збунки општо по Фейсбуков, мада на Фейсбуков можам да констатирам една огромна дволичност кај цел народ. Тони Рибарот, за да не се правиш многу паметен, биди сигурен дека на следниот коментар ќе бидеш блокиран. Да не можеш да коментираш едноставно. Столе Соколовски, пењавењето ми е пењавење за да може да остане запишано дека македонскиот народ има свест и за националност и за социализација. Да, има, рекла казала, тоа е факт, тоа е кај секој народ. Не е вистина дека нема патриотизам во народот. Единствен проблем во народот е што нема водач, нема лидер, нема точка почетна по кого да оди. Затоа што лидерот вика, дојдете по мене, јас ве водам. А не како она српска на серија што беше идемо у рат да се биете. Неки ќе да погинете, а неки ќе му и да се вратимо. Тоа не е лидер. Тоа е пизда. Значи, единствената работа зошто Македонија се уште нема нова власт. Да повторам, за тие што не слушнале што се тврди на уши, само Христијан Мицкоски. Никој друг. Затоа што до сега имаше најмалце 5 шанси да биде на власт. Да ја сруши оваа одродничка власт и да биде многу помала штетата од оваа што е денеска. Не само хибриден режим, него ете, нели и неспособен режим. Значи не е дека не можеме да бутнеме, можеме да бутнеме. Проблемот е што нема со кого да го бутнеме режимот. Например, еве, пошто пак ќе го спомнам Богдан, дека ја не сум ја критикувал Левица. Левица е партија формирана вчера. И буквално целиот успех на партијата е контактот со народот, кажување во тој контакт со народот надвор од медиумите, значи оној народски контакт, значи нудење на народот, оно што он го сака, празни фрази и флоскули од типот ние вака, ние така, ние ова, ние она, Карл Маркс и Ленин. И Сталин. И Тито. Поточно дечките ја употребуваат онаа старата, кога двајца се караат, третиот користи. И сега незадоволните од СДС и незадоволните од ВМРО си гласаат за Левица. Без план, без програма, без иднина. Ние очекуваме, Левица кој што вика, ние очекуваме да имаме 5-6 пратеника на следните избори. Со 5-6 пратеника што ќе правиш, бе, брат? Понуди програма. Може ќе освоиш 40-50 пратеника. Да бидеш фактор да правиш влада, да направиш тоа што за државата. Времето тече, времето поминува.
Само малце да видам. За жал кај нас нема конкретни коректна, туку конструктивна опозиција. И ако биле честни, немало никој да ги уценува за ништо. Да биле честни, не би биле политичари. Прва работа. Затоа што не џабе е стара изрека дека политиката е курва. А курва поштена нема. Што значи дека политиката како политика мора да има манипулација, но мора и да има честност. Честност од типот дека тоа што ќе се каже мора да се направи. Не треба, мора да се направи. Затоа што тоа што ќе се каже, ако не се направи, во тој случај е лага. А ако го лажеш народот, таа лага се удира од глава. Ја се спремам, мислев ќе ми биде ладно, стев капа, ама си тргнам ја капа да јам поубаво светла. Верувам дека на Богдан Илиевски, на Бетмен му е сега доволно јасно за моите ставови, а верувам дека се исти ставовите и на Инфомакс. Иако сум јас во Инфомакс само хонорарец. Затоа емисијава е моја емисија, на мој канал, на Психоманија, како емисија и толку. Јас сум вработен во телевизија Сонце, кај Ѓорѓијат Џорџ Атанасовски. И еве се во моментов размислувам што друго да кажам, имав многу да зборам, али кога се расправаш, кога дебатираш, не се расправаш со луѓе кои што сакаат да мешаат баби и жаби, е нормално да ти се тргнат е нормално да ти се тргнат замислените мисли за емисијата. Васе ми пише многу зрачам да ја вратам капата. Не ја враќам без зинат. Пошто ја секако се што правам, те правам зинат. Ти капата сега не ја враќам зинат. Повелете, пишете коментар. Ако сакате, може да ве вклучам во емисија. Сега имам интернет. Затоа емисијава ја правам еднаш неделно, значи ќе биде секој вторник во 22 часот. Ќе се емитува тука на Facebook. Од следната емисија ќе се емитува исклучиво на фан страната Психоманија и ќе биде шерувана кај мене на страна и плюс на YouTube. Затоа ве повикувам да ставите лайк на фан страната Психоманија, да ставите лайк и звонче на YouTube и да може полесно да бидете во те кога е емисијата и да знаете за што ќе правам. Од следната емисија ќе ја најавувам по 4-5 дена однапред, каде што ќе ја пишувам замислената тема или предпоставената тема за емисијата. Иначе, е сега што ми текна, вчера додека идев на стадион, пошто заврна малце, ги накваси улиците, од кај мене дома до стадион начекав 2 верижни сообраќајки, едната со 5 коли, другата со 3 коли.
Малце само заврна. Замисли да паднеше снег. Спасо Киров, ме замолуваш да ти објаснам што функција има Мане Јаковлевски, баш те интересира со години и со секој председател. Мане Јаковлевски е основач на ВМРО ДПМН, брат на Гојко Јаковлевски, во моментов е председател на Унија на ветерани на ВМРО ДПМН. Како еден од позаслужните ветерани, членови кои што заедно со Драган Богдановски, заедно со Гојко Јаковлевски, заедно со Транталовски, ја направија ВМРО ДПМН како политичка партија. Поточно од организација ВМРО, значи од внатрешно македонска револуционерна организација, ја направија во тоа време со модерен израз ДПМН, Демократска партија за македонско национално единство. Значи ВМРО ДПМН ја направи Мане Јаковлевски. Со Гојко Јаковлевски, со Транталовски и сега да не ги набројувам сите. Иначе планирам исто добро ме подсети, во следната емисија Психоманија ќе се осврнам на основањето на партијата, затоа што јас тогаш бев дете, имав цели 19 години и тогаш бев основач на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Еден од основачите. Еден од оние кои што беа во раководството на Драган Димишков, Попед. Арсо, што е пред коментарите со вас е извини брат, не успеав да го видам затоа што ми замина на телефонов, успеам 2 коментара кратки да ги уочам затоа што емисијата ја правам на телефон. Пошто јас сум се продал, имам многу пари и место камера јас користам телефон стар година и пол. А нормално дека знам кој се која сум и ја еден од нив. Значи, не знам што да му искоментирам, а да не е вулгарно. На ваквите, браво Борислав, знае што е, кои се основачите на ВМРО ДПМН. Да. Зашо ми... Само секунда, една се извинувам, морам... Ево. Томислав Томче Бојаджиевски вика левица ретерира од првобитните изјави, викаше дека ќе го поништи Преспанскиот. Сега кажува дека не е така лесно, односно дека ќе се бореле. Не е тоа само до ретерирањето. Они чим влагаат во систем во собрание е нормално да ретерираат. Што се однесува до Преспанскиот договор, единствен проблем за да ретерира левица е тоа што Преспанскиот договор е влезен во Обединените нации. Како е влезен? Со превара, без превара, со притисок на западните сили, со не знам што, битно е влезен во Обединените нации. Сега, за да се докаже дека тој договор е правно нелегален, дека не е направен според меѓународно право, според домашни закони, според домашен устав,
е буквално исто како, не знам, да роди жаба теле. Премногу е тешко и тоа може да предизвика барем овие постручниве што кажуваат санкции, манкции и така натака од Обединените нации, доколку еднострано се раскине тој договор. Ако ја верувам дека дел од македонскиот народ би прифатил и санкции и све само за да биде Македонија македонска и да не важи Преспанскиот договор, пошто не треба да важи, но огромен број буквално ќе почнат да плачат, да цмиздрат, да се глупираат, како сега што се глупираат дека јас сум се продал, Инфомакс фатил кривина, не знам што, не знам како, се сликал со америчката амбасадорка и така натака. Таквите плачипички одма ќе почнат да плачат, па не сме требале да го чачкаме, биднало шо биднало и така натака. Значи, во моментов и сами знаете дека е трета светска војна, едноставно. Кога ќе се смени геополитиката, кога ќе завладеат едните или другите или третите и така натака, кога ќе заврши третата светска војна, тогаш ќе може да размислуваме, да се бориме, да било што да правиме за Преспанскиот договор да се тргне. Или едноставно, најлесен начин е, ама нема такви мужи во Македонија, фино лепо, пушката у руки у планина. Па ако е бал, нека е маскен бал. Сето тоа Спиро Киров ми е јасно за Мане и Драган Богданов, како е формирана партијата, Измејковски точно, кој е мотор, кој беше мотор на партијата, он фактички ја формираше и ја ораше Македонија цело време. Мисли, добро, бидејќи Мане е тука нон-стоп и ги поддржува и оние председатели кои се неспособни. Сега тоа е веќе до карактерот на човекот. Киров, како да ти објаснам, он е председател на Унија на ветерани, негово мислење е дека треба да го поддржува лажовот Христијан Мицковски и си го поддржува, мислам, он е председател на Унија на ветерани. Значи, не е председавач, туку е председател. Председавачи беа до претходно. Сега е назначен за председател на Унија на ветерани. Иако мандатот, мислам дека годинава сега истекува на овие 27 луѓе кои што се во Унија на ветерани, и за Унија на ветерани треба да се распишуваат нови во фирмата на Мицковски огласи за пријавување за ветерани на ВМРО-ДПМНЕ. Пошто он не знае кои се ветерани, не знае дека постојат членови низ Македонија, дека има општински комитети, дека има местни комитети, дека луѓето во тие општински и местни комитети меѓу себе се знаат и не може они да кажат кои се ветерани, него мора Мицковски да пушти оглас и на огласот да се јават и да идат на разговор како за на работа и по џабе и тој разговор кога после тоа Мицковски каже овој ќе биде, овој ќе биде, овој ќе биде, овој нема да биде, овој ќе биде, овој нема да биде, овој многу збори, овој јавна личност нема да биде и така. Илинка, точно затоа кажав, мал број на луѓе се спремни дури и на санкции за Преспанскиот договор и за еднострано раскинување.
но голем дел од луѓето, еве гледаш и сама, и за мене, и за Инфомакс, што пишуваат. Значи, најбанален пример е тој. Ако пишуваат вака за луѓе кои што ја кажуваат вистината без разлика кој е и каков е и зашто и од каде е, што ли ќе биде ако му зафали леп дома? Само малце. Имаше еден коментар за малце подугачок, верувам дека сега ќе го најдам за да можам да го допрочитам до крај. За основачите на ВМРО беше муабетот. Значи, вака го најдов коментарот од Војне Маневски. Дека само малце дека за основањето на ВМРО ДПМН, дека и македонската диаспора и кој одработувал за странските служби, дека македонската диаспора го остави Драган Богдановски во Канада, не го остави диаспората, значи во Канада Љупчо Георгиевски сам, значи беше поканет од македонската диаспора во Канада со Драган Богдановски заедно, каде што Драган Богдановски му беше водич во Канада и на самиот аеродром кога стаса, тогаш се појавија момците од МПО и го собра Љупчо Георгиевски и го оставија Драган Богдановски сам да се види со диаспората, а он, Љупчо Георгиевски, си отиде да се гледа со МПО. Затоа и Драган Богдановски ја имаше таа кавга со Љупчо Георгиевски во тоа време и, условно речено, не ја напушти партијата, ја напушти државата и се врати назад во Данска, ми се чини. Така да тоа е малце поширока тема, за незе ќе правам башка емисија, цела емисија да биде за ветераните на ВМРО ДПМН. Тачно, Љупчо Георгиевски беше со МПО дечките на Лебамов. Точно, тие се тие дечките што го собра Љупчо Георгиевски во Канада и ги оставија нашинците да не се сретнат со тогашниот председател на ВМРО ДПМН. Со тоа што Љупчо Георгиевски тогаш имаше 25-6 години, детиште, дојдено од планина симнато, без многу знаење, без многу осет за пари, од средно просечна, да кажеме, фамилија, пари колку за студентски да има да плати, и одеднашка од дечки од МПО
добива брдо пари и кога ќе добиеш одеднашка брдо пари, не знаеш што да правиш со нив. А мора да ги одработиш. Или народот што би рекол, лаком газ, два куралапа. Имам друштво од кученце едно. Дојди. И така. Пак не видов кој е тој од другиот од ветераните. Само кој е тој од ветераните. Војне, една од наредните емисии, значи не баш наредната, затоа што има некои дешавки што се случуваат сега, во моментов и до следната недела ќе се случат, така да следната недела ќе биде ретроспектива на оваа недела, а за ветераните ќе биде специјална емисија направена Психоманија, каде што верувам дека ќе прифатат дел од ветераните, ако не да не кажем голем дел од ветераните, да зборуваат на оваа тема. Да зборуваат на тема ВМРО-ДПМН, да зборуваат на тема формирање на партијата, да зборуваат на тема химна на ВМРО-ДПМН. Затоа што гледам многумина се прават многу паметни, па за химната кажуваат бајки дека била не знам од 24-та, а не дека е направена во 90-тите години по нарачка на ВМРО-ДПМН или тогашниот подсекретар Иван Соколов. Така да таа емисија верувам дека ќе биде баш ќе гледам да ја снимам таа емисија за да можем да соберам повеќе луѓе и да ја снимам со поубав квалитет и во студио. Поздрав до Железници, пошто од Железници еве ме гледаат. Поздрав до сите вас кои што ме следите и сакам да кажам за крај на оваа емисија, иако вака малце кратка, па не е баш кратка, уствари ево би 11:20. За крај ќе кажам само дека јас ќе продолжам да бидам овој што сум, психо, да кажувам се она што го знам, како што го знам, се она што го гледам, како што го гледам, и дека за овие душегрижници што мислат дека јас сум се продал, им кажам, не се родил некој со толку кеш што може да ме купи и јас да правам муабет, да кажувам нешто што не гледам. Или да кажувам обратно од тоа што го гледам. А ако е некој лажов, е лажов. Фала на гледање, лека ноќ, да е жива здрава Македонија, сега секогаш и во вечни векови. Поздрав!